Не може полицијата да уапси толку тепачи на жени, колку што обвинителството и судот може да ослободат. Освен полицијата, која сериозно мора да гледа на пријавите за семено насилство, се ќе биде за џабе без брза реакција на обвинителството и драконски казни од судот за насилниците што физички и психички малтретираат жени. Покрај ова, потребни се и итни законски измени за да може полицијата да действува веднаш по службена должност, а не да чека одобрение од жртвата која е исплашена и од страв се откажува од гонење. Потребно е изголемување на висината на затворските казни. Дел од познавачите на оваа проблематика кои имаат искуство со постапки за семено насилство го лоцираат проблемот во системот, погрозоморното двојно убиство и самоубиство што се случи среде бел ден во Велес. Многу често се шегувам дека условната осуда представува како со прст на некој да му се запрети и толку. Условната осуда после ако е на година дена после 2 се брише и тоа не постои веќе. Меѓутоа, делото се повторува. Јас имам случај каде што 3 години и повеќе од 3 години веќе ќе се сторат, жена е жртва на семено насилство и му се изрекуваат упорно на тој сторителот кој сторил различни дела во кои има телесна повреда, загрозување на сигурноста, пак телесна повреда, значи 377 прекршување на мерките. Значи секогаш му се изрекува условно. Горлив проблем за кој се уште нема решение се и вештачењата кои што се прават по нарачка, а служат како леснителна околност за насилниците. И во последниот случај со убиената Росица од Велес, во судска постапка вештак се изјаснил дека психофизичката состојба на убиецот е добра и е психички стабилен, дури и немал патолошка фикција кон жртвата. За само еден ден по условната осуда донесена со ова вештачење, истиот тој ги искасапи поранешната девојка, незиниот татко и себе си. Екс-директорот на психијатриската болница во Скопје Стојан Байрактаров алармира дека предмет на истрага треба да бидат случаи на вештачења кои се прават по нарачка, нестручно и пристрасно. Во Македонија постои стручен кадар што квалитетно работи со жртвите, но залудно е кога постојат и лажни вештачења, коментира психијатарот на својот Facebook профил. Сепак, паралелно постојат и случаи на судско-медицински вештачења кои се прават по нарачка, нестручно и пристрасно, со што се носат неправични судски одлуки. Тие мораат да бидат предмет на сериозна проверка, бидејќи ја разградуваат довербата во правдата. Според Байрактаров, проблем е и тоа што на полицијата се потребни лекарски извештаи за да делува и токму тогаш почнува административниот лавиринт за жртвите. Полицијата често одбива да започне постапка се додека жртвата не приложи психијатриски извештај, како психијатрите да сме истражен орган, а не здравствени професионалци. Потоа започнуваат институционални лавиринти кои траат со месеци и години без исход. Во последните 5 години има дури 20 усмртени во семено насилство. Јавноста бурно реагираше по убиството во Велес и бара одговорност од надлежните, бидејќи жртвата многу пати пријавувала во полиција и обвинителство, а убиецот и покрај насилната историја подкрепена со докази беше условно осуден од Велешкиот суд.